Така е, колеги, добро ви утро. Повторно од Охрид, како што кажавте, во моментов во Охрид се одржува голем научен собир за справување со климатските промени. И јас, Кристина, имам овде неколку соговорници. Разговорот ќе го започнам со Анита Котевска од глобалното движење Климатон. Добро ви утро, Анита. Кажете ни, која е целта на овој собир, бидејќи вие сте дел од организацијата? Добро утро, Сонја. Добро утро за гледачите на утринската програма на државниот сервис. Потребата за организирање еден ваков настан произлезе сосема природно, бидејќи климатските промени се глобална закана, не само кај нас секаде. Токму денеска ми е често, јас имам можност да бидам организатор со моите партнери на овој настан од Европската унија, бидејќи во исто време се одржува во Охрид и во Њујорк. Тоа значи дека Охрид не е помалку важен од проблемите климатските промени со кои што се соочува градот Њујорк. Така што ние имаме потреба денеска и важна цел да ги интегрираме сите страни, да ги ставиме приоритетите како да се справиме со климатските промени и да се адаптираме на истите. Зашто нашата агенда е искреирана во текот на денот, да имаме од сите страни научници, државници, интегриравме невладини институции со цел да донесеме некакви заклучоци од каде да почнеме. Што му е најпотребно на градот Охрид, особено после ситуацијата или природната катастрофа, што можам да ја наречам со Галичица, така што ние забрзано работиме да направиме некаков мал импакт или влијание, повторно со поддршка на сите институции кои што денеска се заедно со нас. Исто така, сакаме да го инволвираме и населението, да сватат и тие какви чинители се во целата оваа ситуација на климатските промени предизвиците. Така што потребни ни се сите сега и веднаш да ги почнеме заедно насоките и делувањето во правец на адаптација. Благодарам многу, Анита. Овде со нас е заменик министерката за животна средина, Ане Лашковска. Добро ви утро. Кажете ни, што државата превзема на ова поле за справување со климатските? Добро утро и вас и на гледачите на Македонската телевизија од убавиот Охрид, кој што денес е центар на голем број збиднувања. Државни збиднувања, би рекла, меѓу кои и овој убав научен настан кој што денес го имаме тука, на кој што сум присутна. Државата, морам да кажам дека е потписничка на голем број на конвенции за климатски промени, голем број на договори, иницијативи, потписник е и на рамковната конвенција на Обединетите нации, со која што сме обврзани да правиме и климатски планови, национални планови за државата. Досега имаме изработено 4, последниот е изработен во 2023 година и продолжуваме и понатаму со работата во оваа област. Морам да потенцирам дека кога пред години започна да се зборува за климатски промени, пред се мислеше на штетата или на влијанието на климатските промени на животната средина. Меѓутоа, во последно време се повеќе сме свесни на влијанието кој што ги прават климатските промени на економијата, на културно-историските споменици, на градовите и туризмот, како што е градот домаќин денес, градот Охрид, каде што туризмот е примерна гранка за живот на населението тука. И денес е денот да се приклучиме на ова европска иницијатива и сите заедно, и како држава, сите општествени чинители, да најдеме начин да се избориме со климатските промени и тие да ни бидат голем предизвик на сите нас во идниот период. Ви благодарам многу. Овде со нас е директорката на Хидробиолошкиот институт од Охрид, Орхидеја Тасевска. Кажете ни, директорке, дали имаме веќе видливи штети и последици врз Охридското езеро? Така, добро утро и од мене, добро утро до гледачите на националниот сервис. Значи, зборуваме за слатки води. Еден од најважните ресурси на планетата Земја, меѓутоа и еден од најранливите кога станува збор за климатските промени. Тоа секако неминовно се случува и со Охридското езеро. Слатките води всушност се изолирани, фрагментирани, изгорана се под силно влијание на антропогениот, односно човековиот фактор, и токму затоа се и најранливата категорија во поглед на промените кои што се случуваат глобално во климата. Не станува збор само за покачување на температурата, меѓутоа тоа се интензивни промени на циклуси на интензивни суши или на интензивни поројни дождови. Охридското езеро е едно од тие чувствителни, нерезистентно на таквите промени,
од причини што ние секако знаеме дека се одликува со многу богат жив свет, се одликува со висока ендемизам и сите тие промени во температурата особено и хидролошките режими на површинските и на подземните води влијаат и врз живиот свет на Охридското езеро. Им се менуваат нивните животни циклуси, процесите на размножување, раст, развој, метаболизмот секако на организмите и затоа што живите организми сушност имаат само 3 начини за справување со климатските промени. Да се прилагодат на тие услови, да мигрираат или да изумрат. За жал, многу малку од нив може да ги користат првите 2 стратегии, прилагодувањето и миграцијата, и се случуваат она неизбежното изумирање или намалување, драстично намалување на одредени популации на живи организми во езерото. Ви благодарам многу и на трите што бевте дел од утринската програма на Македонската телевизија. Студио, веруваме дека оваа иницијатива, акција и заклучоци ќе придонесат за конкретни мерки и активности за ублажување на последиците од климатските промени. Резервна држава ниту планета немаме Сонја, токму затоа мора да дискутираме гласно на овие теми и да ги менуваме нештата. Благодарам за информациите.